вечерашниот магазин ви го представуваме првото краткометражно професионално остварување на мајсторот на непрофесионалниот филм Стефан Сидовски. А како вовед во новото издание на Берлиналето, на крајот од емисијата се потсетуваме на лауреатите на минатогодишното издание на фестивалот. Добро вечер и добре дојдовте во 380-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Како што видовте од најавата, вечерва со особена чест и задоволство имаме гости во студиото. Тоа се господинот Стефан Сидовски, режисер на филмот Образ, за кој ќе зборуваме вечерва, а исто така и Александар Зиков, монтажер и продуцент на овој проект. Добро вечер и добре дојдовте во Филмополис. Добро најдовме. Образ, првиот професионален филм на Стефан Сидовски после долги години и децени работа на непрофесионален филм. Па токму затоа разговорот на почетокот сепак би го почнал со давање на една почест на неодамна починатиот Благоја Дрнков, кој на некој начин уште далечната 1935 година го отвори прозорецот токму за фотографијата во Македонија, а потоа и за непрофесионалниот филм. Соработката со него, сеќавањата... Па, додека постоеше нашиот киноклуб Камера 300, тој имаше обичај да доаѓа, да ни дава совети, ги гледаше нашите филмови и потоа исто така и за фотографијата, па ги прикажуваше своите аматерски филмови, меѓу кои и документарните снимки во време на војната, за време на бугарската окупација на стадионот, градскиот стадион, кога се играла утакмицата помеѓу Македонија и Левски, кога се случил инцидентот. А тоа е оно што Дарко Митровски го снимаше. После Бранко Гапо тоа го стави во својот филм Истра. Така. Исто. Така да тие средби со Благоја Дрнков ни беа за нас тогаш почетници киноаматери, филмски аматери или непрофесионалци многу драгоцени. Веројатно човек од кого можеше многу да се научи поради неговото Па искуство. да, и тие што беа заинтересирани живо за фотографија, од него многу учеа. И посебно ни беше драго кога ги гледавме неговите фотографии, пейзажите од Македонија и тој беше во тек со развојот на техниката и потоа и дигиталните фотографии во голем формат ги правеше и ти беа прекрасни фотографии. Така. Добро, вечерва сме тука да го промовираме вашиот прв професионален филм Образ, филм кој трае околу 13 минути и 45 секунди со се од јавната шпица. Професоре, тешка ли беше одлуката после толку децении работа на непрофесионален филм, одеднаш да влезете во предизвикот снимање на професионален филм со сите организацијски моменти што тој ги носи? Лично не ми беше воопшто тешко одлуката, тоа давно јас сум го чекал и имав стремеш, копнеш, меѓутоа не се даде таква прилика. Така да со средбата со Александар Зиков, таа пред 3-4 години дојде, инаку за војна на вистината, пред тоа сценаристот Велко Неделковски, инаку гимназиски другари, тој како драматург во македонската телевизија, пред да се сретнам со Александар, откако се врати од Руманија, ние тогаш помисливме со Велко за едно сценарио, он даде предлог, го напише и после тоа рековме сега кај да најдеме продуценти. Велите пред 3-4 години. Да. Во однос на аматерскиот филм сме зборувале многу пати, сте били порано гостин во Филмополис. Имате идеја, можеби за еден месец ја реализирате, излегувате со камерата, овој пат поминува доста долго време додека се реализира филмот. Значи, има ли нервози во меѓувреме? Има доста, со тоа што додека ги чекавме парите, ајде стрпливи бевме една година и потоа веќе ни прекипе и стававме нервози, мислевме директно да одеме во Министерство за финансии. Мислиме, меѓутоа после си почна редоследот и нормално. Па може да кажеш ако ти е прашање од целта, сега која е таа разлика аматерски бавејќи си сега професионално? Така. Па има многу, има предности и недостатоци. Недостатоците во професионални, барам во наши рамки, што не се има толков голем ентузијазам. Второ, мора да се води контрола на целата екипа. Затоа јас се впуштив да го видам како се одвива тој процес, за да во следните проекти знам како да постапам. Додека во аматерскиот тоа е мала група, во главном тоа е чисто од ентузијазам
тука се жртвува све и нормално темата и минута на трајање на филмот е многу мала и тоа многу брзо може да се изведе. И ги нема тие проблеми на нервози, префрлување на одговорноста еден на друг, кој сработил, кој не сработил и така натаму. Така да ова за мене беше едно големо искуство. Се надевам за во иднина. Се надевам позитивно, не? Точно така, да работам повеќе. Знам како да пристапам. Така, Александар двојна улога во филмот, монтажер и продуцент. Како од технички аспект помина самото снимање, односно и пред тоа неговите подготовки, бидејќи бевте вклучени нели од А до Ш, дали професорот е перфекционист во барањата за тоа како треба до крај да излезе одреден кадар, одредено решение сценско и така? Како што кажа професорот, помина долго време додека го очекувавме резултатот, нели, финансиски. И за тоа време нормално дека не можеш да седиш, размислуваш, планираш, правиш. Веќе бе одредени поидовни точки, требаше да се прават кастинзи, разговор со екипата да се најде потребна техничка поддршка. Не располагаме со огромни финансии како во било која друга западна држава и мора да се принудени сме да бидеме немногу далеку од тој аматерски филм, знаеш. Меѓутоа, со професионална опрема, бројот на екипата веќе значително се зголеми во еден момент, кога веќе тргнаа работите, се знаеше што треба да се направи. Професорот го перцепирав како еден младич едноставно, знаеш, во филмот. И огромен ентузијазам. Млад во срцето, тоа несомнено. Образ според сценарио на Велко Неделковски, инаку нем филм, односно има само атмосферски тон внатре, нели? Ме интересира како изгледаше сценариото, само описно или можеби имаше диалози, но вие како режисер одлучивте да нема реплики внатре? Уште првата идеја која се зачна со Велко, уште тогаш рековме да снимиме филм без диалог, а да биде со атмосфера. Значи така и пишува на сценариото наменски, така? Со звуци, шумови и дека нема потреба од диалог, него самата слика, мизансценот, играта на актерите да биде. А меѓу другото ми се оствари после, да кажам, 40 години мојот сон, кога почнав во камера 300, тогаш ние не можевме да изведуваме разни видни шумови, звуци, затоа што тоа се снимаше на магнетофонска лента засебно. И уште тогаш велев како тоа сега све цело време филмот само со музика да биде пратен. И сега ми се даде желбата да се оствари, да јас ова што тогаш го мислев, како сега и рамноправен да биде и шумот, звукот, не музика. Тоа значи дека сте размислувале по две линии, една звучна и една визуелна. Точно така, и затоа таму има повеќето шумо и звуци и ги комбинирам во планови, да не кажам филмски планови и во длабочина, така да во некој иден проект се потрудам малце уште повеќе да става. Сега за некој тоа малку ќе изгледа несватливо, меѓутоа сега малце да си дозволам. Во теоријата на филмот има две сваќања. Едно сваќање за филмот како синтеза на сите уметности. И тоа е она што сите го знаат, мора да има музика, дека филмот е спој на тие уметности. Сублимација. Тоа е прво и застарено сваќање. Ново, не е тоа ново сега, меѓутоа од неодамна филмот да се го сватат како посебно битие и да си најде свое автентично, а да не позајмува од другите уметности. Па ако сега филмот е слика и тон, тогаш звукот, шумовите и сликата равноправни да бидат, а музиката да произлегува од натре од кадарот, не од надвор. Ако е од надвор, тоа значи ти со музиката потенцираш чувства, а не да произлегува. Изборував со Пеовски, познатиот композитор, тоа ја прочита мојата книга Филмскиот кадар, неговата естетска суштина, кај што зборував таму за музиката како иманентна и трансцендентна. И он вели, јас се согласам дека музиката треба да е иманентна, а не компонирана од надвор. И затоа овој филм има токму тоа. Така. Нема зборување, односно сликата заменува 1000 зборови, како се вели тоа.
преку чувства и емоции се раскажува приказната. Црно-белата естетика. Да. Исто многу интересен момент. Ми се чини дека е блиска до вас, знаејќи дека неизмерно ја почитувате руската школа, од Ейзенштейн преку Тарковски и така натаму. Еве и еден од последните фантастични европски филмови, Торинскиот конј на Белатар, исто така беше Исто. црно-бел спектакл, би го нарекол, иако е таков интимен филм. Што значи играта на светлата и сенките за вас? Епа, сега треба да кажам дека филмот има прво еден мал омаж на екранот, ако се забележи, кога би го гледале, има лакови, класичен екран. Така. Тоа и кај Белатор тоа што го има, и кај Александар Сокуров тоа го видовме. Тоа значи е омаж дека тоа ќе исчезне со ова нова дигитална техника, така формат да има, тешко да постои. Второ, овој филм црно-бело што е контрастно и со крупно зрно, тоа е пак еден своевиден, да не биде претерано, али омаж кон неореализмот. И затоа таа е контрастна фотографијата, бидејќи таков е амбиентот, уште повеќе да се потенцира, ако земеме од филмовите на Викторија де Сика, потоа на италијанските неореалисти, и има нешто што се вика американски црн филм 30-40 години. Филм нуар. Да, филм нуар, кај што многу контрастно тоа. И така да тоа е те обид да го спакуваме и на некој начин фотографија црно-бело контрастно, да таа сугестивно говори за оној амбиент кај што живеат таму, нели, мајката и синот. Значи, 13 минути во кои правиме, односно правите мал омаж на филмската историја. Точно, така. Интересен експеримент. Така. На истава тема, Александар, црно-бела естетика, какви специфики и посебни барања може би има ваквиот пристап при снимање на самиот филм? Може би бара некаква посебна подготовка од самата екипа, од снимателот, може би имаше посебни барања. Може би при монтажата тебе ти причини одредени барања кои треба да се направат за да на крај се добие крајниот продукт. Ваквата естетика. Да. Треба да се внимава, затоа што не е едноставно, не е секојдневно, сепак таа вежба ја поминавме на факултет, значи на филмската школа. Првите филмови беа работени црно-бела техника, веќе првите 2 години обуката и како фотографија, и како кинематографија ја поминавме сите без разлика на струка и потоа се определуваме, нели, на монтажа. Така. Така да основата ја добиваме, меѓутоа битно е на почетокот да се пренесе на главните актери, тоест автори во филмот, да ја восприемат таа естетика. Значи, зашто се работи? На почетокот тргнавме, таа идеја беше златна композиција или златен рез, требаше да се почитуваат тие работи. Обично потребно да се има една таква познавање од сликарството и од фотографијата за да може да се доловуваат тие сегменти, нели? Така. И се зголемува вниманието. И сега кога вниманието е зголемено во тој поглед, осетот е перцепцијата е интензивирана, да. И тензијата тука се зголемуваше затоа што требаше све да се држи под контрола за да испадне како што треба. Меѓутоа двојна функција, нели, прилично беше потешко. Меѓутоа тоа сакав да го напоменам дека големо значење има подготовката на филмот. Значи, за мене како филмски работник, предпоставувам дека моје мислење е дека околу до 50% од филмот веќе се завршува во подготовката, останатиот дел е практичната работа веќе која ако е добро испланирана, без разлика на какви работи ќе се појават во текот на снимањето, може да се надминат ако е испланирана, не? 100% не постои. Имавме со професорот, се кажува тоа во филмската фела дека ако филмот е 70% реализиран, значи е добар.
Да, тоа е добар процент. Добар процент. Океј, тука ќе направиме мала пауза, одиме со еден краток инсерт од филмот, па потоа ќе се вратиме во студиото со вториот дел од разговорот. Се враќаме назад во студиото, вечерашни наши и ваши гости, Стефан Сидовски, режисер на филмот Образ, кој го промовираме вечерва, и Александар Зиков, монтажер и продуцент на истиот овој проект. Продолжуваме со разговорот. Образ е тематски близок до вашите непрофесионални филмови, професоре. Да. Во изминатите 2 декади се обидувате на некој начин да го разголите капитализмот и сето она што тој го носи како некоја сила која руши се пред себе. Во неколку такви непрофесионални филмови ми се чини дека играте на таа тема. Исто така и социјалната тематика е онаа која постојано истражувате. Во Образ ги има токму овие два елемента. Значи имаме приказна за мајка и дете кои се на работ на екзистенцијата, меѓутоа како контрапункт и новиот модерен човек кој се обидува да приграби се што е можеби не е негово и негово. Така некако. Значи комбинација и во вашиот прв професионален филм од овие две тематики. Па прво треба да кажам почетокот кога почнав со аматерски филмови, токму со вакви социјални теми, со ваков амбиент, со вакви луѓе кои се маргинални, да не кажам отпадници од општеството, не по своја вина. А меѓу друго да сега живееме во едно друго време кое долго се влече наречено транзиција. Сега на никого не му е јасно што значи тоа транзиција. И меѓу другото јас имам еден генерален став дека уметноста, посебно еве си книжевноста и филмот, секогаш мора да биде критичен кон постоечката општествена реалност. Таа општествена реалност не е секогаш померата на човекот, правдата и хуманоста. И затоа таа мора да се разобличува. И јас во своите филмови, колку ми овозможува темата, секогаш настојувам тоа да го покажам. И така и во овој филм се потрудив од она што со децени се занимавам со аматерскиот филм, токму и овде да го покажам, меѓутоа во едно ново време, во една нова општествена реалност, се надевам ви во некои следни други проекти, тоа ќе биде моќ уште пошестоко. Значи зборувате за уметник, односно уметност која треба да биде ангажирана, особено во вакви транзицијски времиња каде што социјалниот момент го имаме насекаде околу нас. Па воглавно така. Така. Морам да забележам одлична игра на актерите во самиот филм. Магдалена Ризова Черних е фантастична со незината минималистичка експресија на лицето, многу малку, меѓутоа малку е повеќе, како беше. Кажува све. Да. Потоа малиот Мартин Јованов исто така е одличен. Како беше да се работи со актерите? Овде повторно доаѓаме до она двојство непрофесионален, професионален филм, каде што во непрофесионалниот филм имате слобода, ми се чини, на движење, додека овде е сепак работа со професионални актери. Па да, овде Александар Микич и Ризова. Александар Микич ми беше ученик во гимназија, во предавав. Меѓу другото, со него работевме на 16 мм филм во гимназија, додека беа ученици. 2 филма имам снимено со него и со Васил Христов, театарски режисер. Така да со него немаше проблеми, со Ризова се знаем порано. А Мартин, он е натурщик, што се вели. Па имавме неколку проби, разговори, ги пробавме некои мизансцени, така да кажеме, посебно таму кај менувачницата, ноќе, таа сцена кога Мартин го удира со кеблата
понискиот или оној што е така Обезбедување, така. обезбедување, тоа е извежбано, игра. И немавме некои проблеми. Магдалена, само тоа што го прочита сценариото, она веднаш си се соживеа и така да на снимањето немаше проблеми да се повторува многу. Така, се наредија коцките Да. кои што треба. Има еден хичкоковски момент во филмот. Да. Тоа е вашето појавување пред народната којна. Точно да. Тоа често го правите или Сигурно. баш ви беше кејф вака во еден прв професионален филм да го направите Па тоа? прво мислев не, ама после тоа по сугестија на други ми рекоа дека во сите аматерски филмови сам глумам. Мгм. И тогаш реков да, тогаш ќе продолжам. И се појавив. Така да не е само Хичкок, него го има и овој Живоин Павловиќ во некои филмови. Па и во еднина така ќе се трудам да си најдам некоја така мала епизода или негде да се појава. Супер, одлично. Добро, Александар, плановите на филмот, зборувавте за фестивалско представување, меѓутоа ми се чини дека кога има премиера на македонски филм, тоа е веројатно за екипата, најблиските и сето тоа, меѓутоа како да има потреба сепак да се прикажува и понатаму во кино барем 7 дена за да го види малку поширока публика оние што ги интересира што направил професорот Сидовски. Како се плановите во однос на тоа? Па, обично професионалните филмови откако ќе бидат завршени и ќе биде направена таа локална премиера нели во државата во која е завршен филмот, се настојува да замине по фестивали. Заминувањето по фестивали, обично условите кои што ги даваат фестивалите се да не биде никаде прикажуван, таму да биде прво премиерно прикажување надвор од она дома што е. И ние се трудиме сега да го исполниме тој услов за да видиме на поголемите фестивали дали ќе успееме. Потоа првото појавување на филмот на еден од тие фестивали се третира и како негово завршување, тоест година на производство. Штом ќе го постигне тоа, има време од 1 година веќе, порано беше и до 2 години на одредени фестивали, меѓутоа веќе на позначајните само 1 година. И ние сакаме што побрзо да го прикажеме на јавноста. Токму на премиерата го почувствувавме тоа, дека имаше извонреден ефект, многу добра енергија за нас и за другите. Постојано каде и да се сретнеме со оние кои што не познават и кои што не го виделе, каде ќе го видиме, кога ќе го видиме. Па се договаравме со професорот да направиме една турнеја низ Македонија. Несомнено дека посакуваме да го прикажеме на секого, ние би сакале. Супер, Да е еден македонски филм кој што би требало сите македонци да го видат. Планираме таа турнеја. Сега ние си правиме план, дали ќе успееме тоа да го направиме, не знаеме, меѓутоа ќе се потрудиме. 7 источни, 7 западни градови. Има нешто да во замине. седмицата. Да. Па, филмот пред него ќе бидат прикажани други 2 филма, исто како што беше направена проекцијата. И после тоа една дебата за љубителите, за отворен разговор, една програма концизна во која што ќе може да поразговараме и повеќе за филм. И откако ќе се експлоатира филмот по фестивали и киноприкажувања, е можност да се прикаже и на телевизија. Телевизијска премиера, така. Сакаме сите етапи да ги постигнеме за филмот. Супер. Баш етапно, онака како што треба да се работи околу Школски, еден филм. Да. Ви благодарам за вечерашното гостување во Филмополис. Се надевам дека разговаравме и опфативме барем одреден дел од аспектите за кои може да се зборува за филмот Образ и посакувам успех со сето ова што го планирате и нормално соработка на следни проекти, нели? Точно. Благодариме што ме повика во емисијава. Ви благодарам уште еднаш, значи Стефан Сидовски, Александар Зиков, вечерашни наши и ваши гости. Го представивме краткиот филм Образ, кој е според најавите веројатно во иднина ќе можете да го видите и во некој од нашите кина, а за крајот на вечерашниот Филмополис
Правиме мал вовед во Белиналето кое започнува веќе вчетврток од 9 до 19 оваа година во Белин, првиот фестивал на годината. Како вовед во овој фестивал ги гледаме лауреатите од минатогодишното издание на Белиналето, значи се подсетуваме на оној ирански филм Надер и Семин раздвојување кој ги собра лауриките токму на Белиналето. Посакувам пријатна вечер. Оваа година иранскиот филм и неговите филмаџи оставија траен белег во срцето на Белин. Празниот стол на членот на жирито Џафар Панахи, како и дискусиите околу одлуката за неговото отсуство, беа топ тема во текот на целото Белинале. За на крајот токму еден ирански филм, Надер и Семин, раздвојување, да ги собере речиси сите награди на фестивалот. Silver Bear for the best actress goes to the female ensemble of the film Nader and Simin, A Separation. Така, после долги години се случи жирито наградата Сребрена мечка за женско актерство да ја додели на цел актерски ансамбл, токму оној од споменатиот ирански филм Надер и Семин, на чело со одличната актерка Лейла Хатани. خدافظ. من فکر میکردم شما خودتونم همینجا زندگی میکنید. نه، من این مدت خونه مادرم. آخه یه خورده سخته اینطوری. ببین، از این نظرها من بهش اطمینان کامل دارم. آدم چشم‌پاکه، نگران این چیزا نباش. The Silver Bear for the best actor goes to the male ensemble cast of the film Nader and Samin, A Separation. Жирито на чело со Изабела Роселини истиот критериум го наметна и за Сребрената мечка за најдобар актер, која пак отиде во рацете на машкиот дел од ансамблот на истиот филм, предводен од актерот Пейман Моади. The Silver Bear for best director goes to, und ich freue mich sehr, Ulrich Köhler for his film Schlafkrankheit, Sleeping Sickness. Иранскиот филмаџи Азгар Фаради пред 2 години токму во Берлин ја доби наградата за најдобар режисер за филмот За Ели. Таа мечка оваа година отиде во рацете на домашниот германски режисер Улрих Колер за филмот Заспана болест. Се работи за приказна за животот на еден хуманитарен работник стациониран во Африка и неговата тотално оттуѓена жена. Tu vas pas me dire que tu crois aux métamorphoses. Tu es plus nord que moi. Je travaille dans le développement. Je suis bien obligé de croire aux métamorphoses, non? Ce fleuve va me manquer. Втората награда по вредност, Сребрената мечка, жирито му ја додели на унгарскиот режисер Бела Тар за неговиот филм Торинскиот конј. Се работи за крајно минималистичко остварување, кое раскажува едноставна, но стилизирана сторија за еден фармер и неговиот конј.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simi. Separation. И на крајот кругот се заврте и повторно се дојде до иранската кинематографија и незиниот годинашен представник филмот Надер и Симин Раздвојување, која доби златната мечка во Берлин за оваа 2011 година. I told you. Thank you so much.